Добре дојдовте во уште едно аудио патување низ содржините на илустрираната Библија за млади. Доколку веќе не сте, притиснете го копчето subscribe и звончето до него, за навремено да добивате известување за сите интересни содржини кои следуваат на македонската информативна платформа во Америка. Каин и Авел, Адамови синови. И Адам ја позна својата жена Ева, и таа зачна и го роди Каина и рече: добив човек од Господа. И потоа го роди брат му Авел. Авел беше овчар, а Каин беше земјоделец. И по некое време Каин принесе од земните плодови жртва на Господ, а и Авел принесе од првините на стадото по избор најубаво. И Господ погледна на Авела и на неговата жртва, а на Каина и на неговата жртва не погледна. Затоа Каин многу се налути и лицето му се намурти. И Господ му рече на Каина: зошто си се налутил? И зошто лицето ти е намуртено? Ако правиш добро, нема ли да ти биде пријетно? Но ако пак не правиш добро, гревот ти лежи на прагот и кон тебе се стреми. Но ти треба да го совладаш. Каин на тоа ништо не одговори. И кога беа во полето, Каин стана против братот Авел и го уби. И Господ му рече на Каин: каде е твојот брат Авел? А тој рече: не знам, зарем јас сум учувар на мојот брат? А Бог рече: што си направил? Гласот на братовата крв вика кон мене од земјата. И сега, да си проклет на земјата која ја отвори устата своја да ја прими од твоите раце крвта на твојот брат. Кога ќе ја обработуваш земјата, таа веќе нема да ти дава род. Ти ќе бидеш скитник и бегалец на земјата. А Каин му рече на Господа: мојата вина е толку тешка, што не можам да ја поднесам. Ете, ме гониш денес од лицето на земјата. Ке се кријам и од твоето лице. И ќе бидам бегалец и скитник на земјата и секој кој ќе ме најде, ќе ме убие. А Господ му рече: не така. Туку секој кој ќе го убие Каина ќе биде 7-кратно казнуван. И Господ стави белек на Каина, за да не го убива никој кој ќе го најде. Тогаш Каин си отиде од лицето Господово, се насели во земјата Нод, на исток од рајот. И Каин ја позна жената и таа зачна и го роди Енох. Тој созидал град и го нарекол Енох по името на синот Енох. И на Еноха му се роди Ират. А Ират го роди Макујаел. А Макујаел го роди Матусал. А Матусал го роди Ламах. И Ламах зеде 2 жени. Името на едната беше Ада, а на другата Села. Ада го роди Јовила и од него се изродија тие што живеат по чаторите и беа сточари. Името пак на неговиот брат му беше Јувал. Тој беше прататко на сите што свират на харфи и свирки. А и Села го роди Тувела. Тој беше прататко на сите што коват бакар и железо. И Адам пак ја позна жената и таа роди син и му ставија име Сит, зашто таа рече: Бог ми даде друга рожба на името на Авела, кого го уби Каин. Исто така и на Сита му се роди син, на кого му ставија име Енос. Тогаш почнале луѓето да го призиваат името Господово. Така луѓето се множеле на земјата. Еден од подалечните потомци на Адам и Ева беше Ное. Ное беше праведен и непорочен човек во своето време. Ное секогаш одеше со Господ. И му се родија 3 сина: Сем, Хам и Јафет.